Пристигна грчкото охи за македонските пасоши. Атина порача дека не само што нема да попушти околу роковите за имплементирање на Преспанскиот договор, туку и ќе инсистира нивно доследно почитување, како за пасошите со додавката Северна, така и со регистарските таблички со додавката НМК. Овој став на грчката влада вчера во медиумите го соопшти тамошниот министер за надворешни работи, Јоргос Грипатрис, а го повтори и денеска пред грчкото собрание, откаде порача оти договорот од Преспа не може еднострано да се менува. Континуирано истакнувам дека договорот од Преспа представува меѓународен договор. Беше изгласен од грчкиот парламент и како што налага уставот, овој договор има сила над секоја друга законска одредба, што значи дека не може еднострано да се менува од која било од страните. Тој посочи и дека Нова демократија навремено излегла со ставови за договорот од Преспа, односно за точките кои тие ги сметале за проблематични, но истакна дека сега не може да се модифицира, а Грција го следи доследното и строго почитување. Сепак, Грција нема исполнето речиси ништо од договорот. Се уште ги нема ратификувано трите меморандуми кои ги потпиша со Македонија. Не ги промени информативните табли на кои се уште пишува Фиром или Скопје, а не го отвори ниту граничниот премин Маркова нога во Преспа. Грипатритис вели дека тоа зависело прво од строгата имплементација кај нас, иако владата на СДСМ и ДУИ направи дури и повеќе од она што беше предвидено. Беа сменети сите документи за внатрешна употреба, иако договорот предвидуваше тоа да се прави напоредно со отворање на поглавијата од преговорите со Европската унија. Беа променети имињата на сите институции, а се брусеа дури и шахти. Очигледно поданичкиот однос на властите во Скопје не е доволен за Атина. Поданичкиот однос се гледа и во препирката помеѓу претседателот Пендаровски и екс-премиерот Ковачевски, кој си ја префрла одговорноста кој да биде похрабар да ги праша грците за продолжување на пасошите. Па тоа мораше да го направи техничкиот министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО ДПМН, Панче Тошковски, кој уште на првиот работен ден се сретна со грчката амбасадорка, а ги посети и пунктовите за вадење нови документи. Тој порача од досегашното раководство во министерството, раководено од кадрите на СДСМ. Процесот не го испланирале правилно. Тошковски додава дека дури вчера пристигнале 50.000 образци за нови пасоши, а до крајот на месецот уште 250.000. Вели дека со ова темпо за изработка на нови патни исправи ќе биде потребна уште цела една година.